27 декември, што се случи за 24 часа на домашната политичка сцена, дознаваме во продолжение и дискутираме во следните неколку минути. Посакувам добро утро. Добро утро, благодарам за најавата. Па имаме една, би рекол, бомба од премиерот Христијан Мицкоски, кој вели дека додека бил лидер на опозицијата, бил предмет на истрага и следење од страна на Агенцијата за национална безбедност. Тој во еден говор кој го искористи да каже дека на агенцијата и се неопходни реформи, кажа дека тој заедно со други членови на во тоа време опозицијската ВМРО ДПМН биле следени од Агенцијата за национална безбедност значи бил отворен случај во кој тие биле оценети како членови на параполициска организација која што имала за цел да заплашува луѓе во Македонија, за да тие потоа би гласале на изборите за ВМРО ДПМН. И таа акција била, значи, започната непосредно пред почетокот на кампањата, да. И наводно, како што вели сега веќе премиерот Мицкоски, тој неговото име и презиме било наведено како финансиер и помагач на таа параполициска, би рекол, дури може да се каже како терористичка организација, нели? Според описот и пописот, како што тоа било наведено во тој официјално отворен случај од АНБ. Сега тој вели дека секако дека сите луѓе што биле замешани во тоа ќе одговараат, бидејќи нему е криво што него го следеле или пак не знам членови на ВМРО ДПМН, туку што го следеле и неговиот син. Аха, веќе е вклучено и семејството. Да, семејството го следеле, да, и дека тој вели нема да ви простам, исто највоеки дека можеби Агенцијата за национална безбедност би се споила во иднина со Агенцијата за разузнавање, што е као дел од некои предложени реформи, но тоа се уште е предмет на размислување. Сега ќе видиме оваа афера, овој случај до каде ќе оди. Очигледно е многу живо таму во светот на, јас би рекол, на сенките, нели? Во светот на разузнавањето. Многу е актуелен во последно време Бојан Христовски, а не би требало да е толку актуелен, нели? Директорот на Агенцијата за национална безбедност. Еве сега се јавува овој случај, значи уште една афера поврзана за истата институција и мислам дека тука веројатно не ги знаеме сите детали и дека но не би се изненадил во блиска иднина доколку добиваме, нели, нови информации поврзани кои што доаѓаат, нели, од таму и секогаш кога во јавноста се споделуваат информации поврзани со, нели, тајната полиција, со тајните служби, тоа се секогаш треба да знаеме и да бидеме сигурни во тоа дека се полувистини, никогаш не се целосните вистини кои што ни се сервираат во јавноста и не би требало, нели, секогаш на прва да реагираме возбудено, туку да се чекаме како во овој случај Мицкоски самиот да раскаже делот од приказната. Инаку тоа што може би уште актуелно е, нели, оние спорни дипломи на Пред да преминеме тоа, сакав уште малку да се задржиме. Мицкоски ова го кажува сега дознал за тоа или зошто одбира сега да го соопшти ова со јавноста? Знаеме ли зошто? Не знаеме дали сега дознал. Не знаеме. Значи имало одредена ревизија се случила на работата на Агенцијата за национална безбедност и на основ на таа ревизија тој го споделува случајот во кој и самиот е на некој начин вмешал. Значи не, како да кажам, поминати се 6 месеци од промената на власта, многу помалку од промената на структурите во АНБ, но еве, евидентно е дека доколку е тоа точно што го вели Мицкоски, тоа е сепак сериозно прекршување на
правилникот за работа и на законите со кои што е формирана АНБ, а секако е и голем удар врз демократијата, бидејќи вие да прогласите, нели, да третирате лидер на опозиција како безмалку како терорист, тоа е голем удар за демократијата. И тука јас у целата приказна не би го исклучил и ова сите овие афери што идат со Бојан Христовски, нели, со директорот на АНБ. Јас стварно не знам што е вистина во целата приказка. Сомнително делуваат тие негови дипломи по англиски јазик и економски факултет или постдипломски ли беа, не знам точно. И сето тоа, но мислам дека треба да се биде многу претпазлив околу ова и да оставиме да видиме дали некоја истрага, дали некоја сега овие од антикорупцијска не помогнаа многу околу тој случај, но сепак треба да се дополнително го искомплицира. Го искомплицира дополнително случајот, а нели можеа да го расветлат. И мислам дека би требало да се почека уште малку па да се донесуваат некои квалификации околу целата работа, но само да подсетам, тајните служби и Македонија е една несрекна приказна која трае 30 на години од, што знам уште, од атентатот на претседател Кирил Лигоров, па ние имавме во два наврати афери за шпионирање, снимање, новинари, членови на опозиција и така натака, и гледаме дека тоа никако да заврши. Значи, тоа никако да заврши, веројатно е прелесно да се шпионира некој, прелесно е да се сними нечи разговор. Улогот е веројатно голем, кога ќе се најдете во врвот од политиката, па некако не ви се оди па во опозиција. И да, ќе се надоврзаме дека не знам како, навистина не знам како, но мора да се најде начин тоа да се престане со тие. Ќе се надоврзаме дека неодамна и нашата колешка Мирослава Симоновска беше забележана со камера, што ја вознемири, ќе кажам и јавно, лично, и незиното семејство. И не е прва, значи Мирослава Симоновска е 101-та која што била следена и која што била снимана и која што била, нели, предмет, и во незиниот случај исто така беше објавена на полувистина, како и секогаш, нели, со цел, нели, да се наруши нечи интегритет, да се оспорат нечи факти кои се јавно изнесени, со цел, нели, да се заштити одредена политичка бизнис групација и така натака. И мислам дека се додека тоа не биде реформирано, додека не биде тоа решено, немаме ние многу шанси за борба со корупција, немаме многу шанси за подигнување на економскиот стандард, за подигнување на демократскиот капацитет во земјава и се тоа е меѓусебно поврзано на некој начин. Апсолутно, па сега ви ако имате толку ако имате служба која не ја работи што треба да ја работи, тогаш немате ни чисти тендери, немате ни отворен пазар на кој понудата и побарувачката се главните механизми, туку секогаш ќе имате, нели, компании кои што се на некој начин, нели, поподобни за работа, а другите не се. Благодарам многу. Секогаш задоволство да се разговара со тебе. Верувам дека и задоволство е за гледање ова утринска анализа која што ви ја нудиме секој работен ден од понеделник до петок за домашните случувања, политички и актуелности во Македонија. Во продолжение одиме и со актуелностите и новостите од светските случувања. Останете на Слободен печат.